Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Денес во САД е голем ден. Ден на сеќавање за загинатите во војна. Владини служби, училишта и финансиски институции се е затворено овој понеделник. Овој долг викенд за американците е неофицијален почеток на летото, но најпрвен за официјалниот дел. Американскиот председател Барак Обама денеска ќе им оддаде почит на загинатите во војна со дружење со ветераните и нивните семејства, додека заедниците во целата држава одржуваат своји локални стечености. Председателот ќе го посети споменикот на виетнамските ветерани на националните гробишта во Арлингтон во близина на Вашингтон, каде војници ставија американски знаменце на речиси 260.000 гробови. Првото одбележување од голем формат на овој ден на почетокот беше наречен Ден за декорација и се случи на гробиштата во 1868, 3 години по крвавата граѓанска војна во која загинаа повеќе од 600.000 луѓе. За многу американци долгиот викенд е почеток на сезоната на летни одмори. Прославата инволвира пикници и патување на плажа, паркови и кампување. Но времето расипа многу празнични планови годинава. Заради грмежи синоќа беше прекинат концертот на Националното шеталиште во Вашингтон, а тропското невреме истори големо количество дожд во југоисточната држава Флорида. Стотици илјади моторциклисти протатнија низ Вашингтон во чест на ветераните кои умреле или биле фатени додека служеле во армијата. Моторциклистите дошле од цела држава и возеа од Пентагон до споменикот на виетнамските ветерани. Ова е годишен настан што се одржува по 25 пат. Грчките гласачи за неколку недели излегуваат повторно на гласање, што ќе се одреди и иднината на еврозоната. Додека евентуалниот излез од еврозоната на Грција на големо се дискутира во главните градови на Европа, постојат стравувања за ликвидноста на грчките банки. Воедно има мошне мали шанси грчките гласачи да се определат поинаку и на следните избори. Најстариот универзитет во Атина стана место каде граѓаните ја изразуваат својата лутина кон владата и капитализмот, и каде повикуваат банките едноставно да бидат запалени. Многу гнев се истори и кон Германија. Анастасис Куцукус инсистира да објасни. Германската канцеларка Ангела Меркел има идеологија на пангерманизам. Се е Германија. Во тоа е проблемот. Ова е општо расположение. На 17 јуни грците повторно гласаат. Европската унија предупредува дека во залог е грчката иднина во еврозоната. Гласачите не се единствени. Се обидуваат да не притиснат да прифатиме нешто што е неподносливо. Меморандумот за мерките на штедење едноставно е неподнослив. Грчката економија ќе ја снема. Месото не клева. Гласањето за партија нема да ги направи работите подобри. Само луѓето можат да го сторат тоа. Дали сум оптимист? Не. Токму на оваа место, на 4 април, Димитрис Кристулас, 77 годишен аптекар, се самоуби. Во неговиот джеб била пронајдена порака дека не можел да издржи повеќе да се храни од контејнери. Сепак анкетите покажуваат дека голем дел од грците сакаат да останат со еврото. Константис Микалос е председател на трговската комора во Атина. Тој вели дека нема да има лесен излез на Грција од единствената валута. Грција е во фокусот, но не се работи само за нас. Тука е Италија, Португалија, Шпанија и потенцијално Франција. Германија треба сериозно да ја земе во обзир ситуацијата, бидејќи за неколку месеци ќе имаме дополнителни економски проблеми и со земјите на Северна Европа. Стравот за иднината над грчките банки засега не се материализираше, но неизвестноста околу грчката иднина во еврозоната причинува нестабилност во светската економија и ја пролонгира агонијата на грчкиот народ. Веќе илјадници години раскажувањето приказни се користи да се пренесе знаење од една генерација на друга. Дури во време на интернет и видеоигри трендот остана, зашто е едукативен и забавен. Како што ќе видиме од следниот прилог, приказните им помагаат на децата кои покажале интерес за историја и читање, но и за римување и броење. 2, 3, 4, hop, 2, 3, 4. Линда Горам е раскажувачка на приказни. I'm a fat cat, a real fat cat. Неизини приказни. Do it.
како ова наречена дебелата мачка. Заживуваат звуци, ритам и повторување на зборови. Линда вели дека раскажувањето приказни е моќно средство во образовниот процес. I call it teaching without preaching. Го нарекувам предавање без проповедање. Не ја кажувам приказната за на крајот да посочам што треба да се научи од неа. Моето чувство е дека пораката треба да биде вкаена во приказната и доколку приказната е добро составена, секој може да свати што сакал да каже писателот. Линда Саливан е председателка на Советот за уметност од општината Ферфакс во Вирџинија. Институцијата организира настани на кои се раскажуваат приказни за деца и тоа на ниво на цела Америка. Тие учат со жива интеракција, а не само преку сувопарно раскажување. При тоа се користат најразлични помошни средства, како театарски изведби, танц и музика. Hansel woke up to see the old woman. Инволвираните во процесот велат дека приказните можат да им помогнат на децата кои имаат одредени ментални пореметувања, проблеми со говорот и јазикот. But Mouse knew what. Дебелата мачка е победник. I never heard of the story before. Никогаш порано не сум ја чул оваа приказна. Беше невообичаена со песмите во неа. Ми се допаѓа тоа што можете да ја визуализирате, исто како да гледате во сликовница. Горан вели дека раскажувањето на приказни може да научи секое мало дете за тоа како подобро да комуницира и тоа на ненаметлив и убедителен начин. А тоа едноставно е животна вештина. А утре во News Flash ке зборуваме за оние кои немаат и како приватни иницијативи им помагаат на таквите да дојдат до покрив над главата. Гледајте на во вторник. Ако плаќате 30% од приходите за кирија, во САД тоа се смета за прифатливо. Се повеќе луѓе овде плаќаат повеќе и се помалку останува за друго. Дојдовме до крајот на денешното издание на News Flash на Гласот на Америка на македонски. Со вас беше Лилица Китановска. И како и секогаш ви оставаме на располагање нашата интернет страница glasnaamerika.com, а може да не следите и на Facebook. До утре на ова исто место. До гледање.